Значи, денеска продолжуваме со нашите проекти. Овој проект конкретно е асфалтирање и реконструкција на улицата Александар Македонски, дел од кружниот тек кај Водовод, па се до Чумовчанец. Во должина од 1000 метри. Со ова го продолжуваме интензитетот на рехабилитирање и обновување на оштетените улици. Знаеме дека и претходно ја рехабилитиравме улицата Ленин, а после завршувањето на ова асфалтирање се продолжува со асфалтирање на 5-6 улици во населба Тризла. Средствата се обезбедени со развојната програма на буџетот на општина Прилеп. Динамиката би требало некаде до крајот на месецот да биде комплетно и асфалтирано. Ги реконструиравме, односно целосно ги обновивме ивичњаците и некаде околу 40 шахти денивелирани и поставени потполно нови. Со ова го подобруваме и сообраќајот, односно и безбедноста на нашите како патници, така и пешаци. Со оглед на тоа што Александар Македонски е најдолга улица во градот, кога се планира продолжение на асфалтирањето, рехабилитирање после Чумовчанец, дали имате таков план? Да, во моментов имаме порачано проект за целосен влез, односно реконструкција на влезот од индустријската зона од поранешен Црнбор, поточно од Печуркара, мислам Бинфуд, па се до Анита, а се надевам дека ќе го поврзиме и тој недостаток на кракот во продолжение на Александар Македонски. Од вчера и јавно излеговме дека веќе се познати имината и на кандидатот за градоначалник и на кандидатите на советничката листа за кои што ќе бараме поддршка на предстојните локални избори. Му благодарам на градоначалникот што до последниот ден се труди и бара чекор понапред да замени во она што значи реализација на програмата која што ветивме во 2021 година и продолжуваме и понатаму. Во оваа фаза имавме како партија денови на идеи кои што значат препознавање на најголемите проблеми, најгорливите кои што досега сме ги имале, не дека не ги знаевме, но една нова сондажа на јавното мислење што треба понатаму да се прави и во таа насока се движи и досегашната и во иднина очекуваме да се продолжи, нема да има прекин, туку продолжуваме понатаму со реализација на сите започнати досегашни проекти, на сите проекти кои што ги има во програмата на локалната самоуправа, сите проекти со кои што градоначалникот истрча пред владата да ги добијат, тие се 14 или во вкупна вредност од околу 12 милиони евра, продолжуваме понатаму. Сакав да спомнам дека граѓаните од 50 апликации кои што ги добивме на онлайн страната која што ја направивме за дај своја идеја за подобар Прилеп, добивме најмалце 35 препораки да се реконструира комплетно и да се доопреми улицата Александар Македонски. Го слушаме гласот на народот, се најдуваме на улица Александар Македонски, го слушнавте градоначалникот дека иден план, се веќе се работи на проект, целостопанство, целостопански дворни се наоѓа натаму, една супер голема населба ја имаме на истата улица и мислам дека Прилеп заслужува еден таков репрезентативен влез со таков инфраструктурен чекор кој што би го презеле во иднина. Не се големи финанси во прашање, тие финанси може да ги поднесе буџетот на општината Прилеп, ќе бараме дополнителна поддршка од министерствата и од владата на Република Македонија и мислам дека во периодот кој што следи продолжуваме со истиот тренд. Ако во минатото потрошивме 120 милиони денари за рехабилитација на улици, верувам дека таа сума двојно ќе ја зголемиме во иднина и дека граѓаните конечно ќе се чувствуваат дека возат по европски сообраќајници и дека живеат во европски град.